Митко Чавков, министерот за внатрешни работи, поднесе оставка, а Оливер Андонов е предлог за нов министер за внатрешни работи, потврди владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Според портпаролот на владата се очекува премиерот Димитриев да го предложи Митко Чавков за нов директор на Бирото за јавна безбедност во МВР. Портпаролот потврди и дека предпладното владата имала седница на која што по нивно лично барање се разрешени досегашните директори на Бирото за јавна безбедност и на Управата за безбедност и контраразузнавање Горан Чесавовски и Љупчан Доновски. На истата седница за нов директор на УБК е именуван Владимир Атанасовски, досегашен директор на Управата за финансиско разузнавање. Парламентарните избори ќе се одржат на 11 декември, потпишаа вчера лидерите на 4 најголеми политички партии. Според договорот, техничката влада во која ќе влезат и министрите од СДСМ ќе биде избрана утре. Според најавите, во неа ќе влезат истите министри и дополнителни министри што беа дел од владата во согласност со договорот од Пржино. Нивниот избор треба да биде потврден на денешниот состанок на Централниот одбор на партијата. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски претходно изјави дека се што ќе биде предложено ќе биде префатено со цел да не се даде простор на СДСМ повторно да ги одложи изборите и конечно да се стави крај на кризата. Од утре почнуваат да течат и роковите за изборите. Во собранието ќе биде изгласана техничката влада, на чие што чело повторно ќе биде Емил Димитриев. На 60 дена до изборите собранието ќе се распушти, а изборната кампања треба да почне на 20 ноември. Предвремените парламентарни избори ќе бидат одржани на 11 декември. Нов уредник на МТВ ќе биде Санта Аргирова, додека пак петиот член на привременото тело за медиуми е Љулјзим Хазири. Мнозинството британци се согласуваат да се забрани носење бурка на јавни места, додека половина од испитаниците сметаат оти бурките треба да бидат забранети, покажува истражување на лондонската агенција ЮГАВ. Дури 57% од учесниците во истражувањето изјавиле дека се согласуваат со забраната, 25% биле против, а други 28% изјавиле дека немаат став околу ова прашање. Против забраната се младите на возраст меѓу 18 и 24 години, додека повозрастните се за воведување забрана во Велика Британија да се носат бурките.